Македонија конечно добива современа железница, извести Скопски курир. Набавени се 150 нови вагони од различни типови за товарен превоз вредни 15 милиони евра, а извршена е и набавка на 6 нови патнички возови за што се вложени нови 25 милиони евра. Во тек е и фазната изградба на пругата кон Бугарија. Тука е и проектот за реконструкција на 10 железнички станици. Единствено мал проблем за граѓаните може да представува тоа што нема меѓународен сообраќај. Нашиот репортер е на терен. Го бараме да видиме што се случува. Се наоѓаме пред железничката пругата Бановце, каде што веќе одредено време човек се обидува да си го одземе својот живот. Господине, колку време чекате овде за да помине воз? Шо? Сум на телевизија ли? Ја ќе стана. Колку долго време чекате да помине воз? Шо чекам 13 месеци, лежам тука 24 сата кроз 7 нон-стоп. Воз нема ни за лек. Идат од тука селаците ми викаат воз нема да помине бе. Ама јас сум упорен бе, ќе мине, па шо сака нека биде его. 13 сме денеска, да го дочекам барем месецов до крај ќе го долежам, па валјда ќе имам и јас среќа да ме стрефе некој баксус. Добра, добивате поддршка од локалното население што живее овде, од луѓето? Поддршка како не, идат тука селаците која фрлат ѓубрето, која го фрлат покрај пругата, идат и ми викаат: "Блажо, не иде воз бе, ела кај мене у бунарот удави се." Друг ми дава јажена крушта да се обесам, не, ловџиска пушка ми дава татко. Абе викам, јас сакам од воз да загинам бе. Јас сум, дедо ми бил железничар, не сакам да го разочарам, Бог да го прости. И он од воз загина. Разбираш ли, сега пази ти. Уште пред 150 години имало возове, сега нема возове. Мора да има. Јас знам од во е времено и тоа мора да мине. Само се нервирам. Времето ме газе. Децата дома се секират. Вашата приказна е чудна, значи вие животот им го должите на македонските железници. На некој начин јас сум бе колатерална штета, шо да ти речем. Значи вие практично сте жртва на транзицијата. Ва жената ве остава, децата си заминуваат од државата, вие сте без работа. Јас сум жртва на транзицијата, ама сум благодарен на природбата. Оти, ја ќе умрам сега, шо ќе живеам, ама за вас младите убаво сега, на тоа сум многу горд. Сега ве гледам, отварат многу бесплатни работни места, отварат фабрики, отварат економии, отварат. Па тоа нигде го нема. Бе, ја поддржувам ваа влада, бе. Ја и на телевизорот ќе кажам. Ја на 11 има да идам да гласам, сега баш тогаш ако помине воз, пишало би било да живеам, шо да речем. Да, фала. Ете, драги гледачи, слушнавте оваа потресна приказна. Нашите броеви во студиото остануваат отворени за сите што сакаат да донираат према реконструкција на железничкиот сообраќај за Србија и за Грција.